почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Оливер Спасовски и МВР вчера признаа дека компанијата Durmo Tours, која е и собственик на станицата за технички преглед Автомото Здружение Гостивар, работела непрописно и со недостатоци во работењето. Воедно Оливер Спасовски и МВР, фатени живи, се обидоа да ги излажат граѓаните дека извршиле увид на 4 април 2018 година и издале забрана за работење од 30 дена, поради неисполнување на условите и членот 8 од правилникот за технички преглед на возилата. Според документ кој стигна до нас, ова е документот, по завршување на пресоите ќе може и да го добиете и вие, јасно покажува дека решението од МВР за забрана на работа е издадено на 16 јули, односно 3,5 месеци подоцна. Тука се поставува прашањето: кога е извршен надзорот и увидот и дали ако на вистина МВР во април го извршиле увидот во станицата, чекале 3,5 месеци за да издадат забрана за работа? Дали можеби и тие 3,5 месеци се работело незаконски? Самиот овој податок покажува дека МВР нешто крие. До кога ќе кријат и ќе лажат од МВР, додека нас ни гинат луѓе по автопатите? Спасовски за ова мора да поднесе оставка уште веднаш. 7 дена владее молк од страна на власта и надлежните органи за причината на катастрофалната несреќа во која животот го загубија 15 наши сограѓани. Спасовски и МВР цела недела не излегоа со јасни податоци кој е виновен за несреќата, која ја зави државата и нас граѓаните во црно. Една недела граѓаните немаат информации што е причината за несреќата, ниту пак околностите во кои истата настанала. Јавноста се држи во целосен мрак, иако власта има обврска да го расветли овој случај во најкус можен рок. Граѓаните бараат одговори дали и зошто станицата за технички прегледи Автомото Здружение Гостивар, чиј собственик е собственикот на Durmo Tours, откако и била одземена дозволата за работа од страна на МВР и била вратена за неполна недела, иако според закон тоа не можело да се случи за период пократок од 30 дена. Спасовски и другите одговорни мора да сносат одговорност. Кој го потпишал решението за враќање на дозволата за работа, иако постоела сериозна законска пречка? Но и дали се вршени регистрации во рокот кога техничкиот преглед немал лиценца? Граѓаните очекуваат одговори наместо лаги. Спасовски и надлежните мора во најкус можен рок да излезат со комплетни детали за несреќата. Власта не смее да бега од одговори и од одговорност. Ви благодарам.